Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, на вчерашната собраниска седница го усвои буџетот за наредната 2020 година. Буџетот е развоен и фокусиран на инвестиции во човечкиот капитал, затоа што нам ни се потребни задоволни и мотивирани работници кои ќе придонесат за развој на економијата. Со буџетот за 2020 година ќе продолжат да растат платите, уште повеќе пари да се вратат назад кај граѓаните и да се унапреди животниот стандард на се повеќе граѓани. Јасно ни е дека ВМРО, ДПМН и Мицкоски, прогласувајќи го овој буџет за популистички, бараат алиби за поразот што ќе им се случи на 12 април наредната година. Сепак, и покрај сите блокади кои ги приредуваат, и покрај сите кочници кои ги ставаат, и на граѓаните, и на нашата држава, ВМРО, ДПМН уште еднаш покажа дека им се поважни партиските интереси наспроти потребите на граѓаните и решавањето на реалните барања. Со гласањето против за буџетот за наредната година, повторно на виделина излезе дволичноста и лицемерието на ВМРО, ДПМН. Тие едно кажуваат, друго прават. Со вчерашното гласање против, тие потврдија дека се против зголемување на платите на лекарите и на сите здравствени работници, против третото покачување на платите во образованието. Тие се против зголемување на платите во армијата, против зголемување на платите на воспитувачките и негователките во градинките. Тие се против покачување на платите на наставно-научните работници во институциите. Пратениците од ВМРО, ДПМН гласаа против продолжување на мерката за семејствата од социјален ризик да земаат 11.700 денари месечно наместо досегашните 3.000 денари. Тие се против покачување на платите во приватниот сектор со обезбедување субвенции за придонесите, мерка која досега ја искористија над 93.000 вработени од над 9.000 фирми. Гласајќи против буџетот, замислете, гласаа против покачување на плат на пензиите за 900 денари на над 320.000 пензионери. Тие се против над 4.000 лица да продолжат да земаат социјална пензија. ВМРО, ДПМН е против над 12.000 стечајци да продолжат да земаат по 8.000 денари месечно до остварување на правото на пензија. ВМРО, ДПМН и Мицкоски единствено се за кочење на се она што не е по планот на Никола Груевски.